Со завршувањето на Првата Балканска војна и со потпишувањето на мировниот договор во Лондон на 30. мај 1913 година, турската војска се повлекува од Македонија, оставајќи узад себе препознатливото отоманско, урбано обликување на Битола, град од рангот на град Шехет. Петте века низ градбите кои израснале во тоа време како архитектонско ремек дело, речито говорат за времето кога Битола представуваше воен, економски и културен центар, седиште на Румелија, град на бројни конзуларни представништва и странски мисии. Со својата импозантна 32-метарска висина во центарот доминира Саат кулата, која за прв пат се споменува во 1639 година. Таа како препознатлив символ за идентификација на овој град, се до 1912 година го отчукува времето со камбана по Алатурка, а потоа со поставување на модерен сатен механизам во 1927 година го мери времето по Алафранга. Денес е позната по тоа што таа е единствената кула што пее на секои 6 сати. Со раритетниот саатен музички механизам со 16 звона, поставен во 1936 година, ги интерпретира мелодиите Билјана Платно Белеше, Битола, Бабам Битола, Моцартовата вечерна серенада. Низ Битола во различни временски периоди пропатувале многу патеписци. Млетачкиот пратеник Бернард, крстоносецот Вилијам Тирски, како и патеписците Хаджи Калфа и Евлија Челебија, кои ги споменуваат чаршијата, дуќаните, магазите кои биле изградени од и за граѓаните. Во магазите се вршела размена на стока од најразличен асортиман, претежно луксузна. Популарноста и функционирањето на магазите било присутно се до почетокот на 20 век, а денес некои од нив се адаптирани во музеи. Почнувајќи ја сагата за сакралната архитектура во Битола, не можеме да не нагласиме дека во 1434-35 година била изградена најстарата џамија на Балканот, Сункур Чауш Ески џамија, која денес, за жал, не постои. Од 1505-1506 година е малата маалска џамија Иса Факих, изградена од таткото на Исак Челеби, во чиј вакаф имало и ан и водовод. Најголемата и најубавата денес активна соборна џамија е изградена во 1506 година од страна на Исак Челеби ибн Иса, поранешен кадија на Солун, син на почитуваниот и учен муфтија Иса Факих. Џамијата како еднопросторна подкуполна градба со трем високо околу 20 метри и минарет од 45 метри, како и врз основа на очигледното скалесто качување на масите во висина и хармонија на пропорциите, спаѓа во раните остварување на класичниот стил на отоманската архитектура. Ефектите постигнати со начинот на градење според системот клоазоне, комбинација на убаво делкан камен и тула во екстериерот, далеку се надминати во ентериерот. Тоа се однесува на просторноста и декорацијата од флорални орнаменти, од лозици, фризот од пејсажи, како и геометриски орнаменти во плиток релјеф.
Јени Кади Мехмет Ефенди џамија е изградена во 1558-1859 година. Оваа џамија како еднопросторна градба со купола носена од тромпи. Има затворен трем покриен со слепи куполи видливи однатвор. На минаретот на џамијата постои фајанс од мозаички тип, каде секоја мала звездичка представува поединечна плочка со кобалтно сина, темнозелена и темнокафеава боја. Во интериерот се забележува богата, сликана флорална декорација, пейзажи, лефхи, геометриска декорација од типот на арабеска. Единствена на овие простори е фајансната декорација со флорални мотиви околу порталот. Станува збор за варијанта на познатата сино-бела група од познатиот центар во Изник, значајна за 16 и 17 век. Со намена да биде место каде ќе се купуваат скапоцени ткаенини без истенот, бил изграден кон крајот на 15 век од страна на Беглер бегот на Румелија и големиот везир Карадауд паша Узунчаршили. Многу рано, уште од 17 век, во специјални трезори на оваа масовна и цврста градба затворена со железни порти се чувал целокупниот данок собиран во битолскиот вилает пред да биде испратен во царската благајна. Институцијата вакаф задолжбина ја има најважната улога во развојот на градот. Најстариот вакаф во Битола бил Сунгуру Чаушбек, формиран во раниот 15 век. Тогаш изградените објекти ќе го обележат зачетокот на битолската чаршија. Таа е срцето на градот. Еснавски организирана со многубројни улички, дуќани, магази и работилници, каде се работело по принципот една уличка, еден занаед. Хаџи Макмуд беј џамија е централен објект во денес единствениот делумно сочуван џамиски комплекс во старата битолска чаршија. Изградена е во 1521-22 година од страна на Хаџибек, субашија на Битола. Џамијата е уникатна по две работи, според конструкцијата на куполата на пандатифи и според декоративната клоазоне зидарија која е надополнета со комбинацијата на хексагони како и елементи во форма на латинската буква S. После Хатишерифот од 1836 година, Битола станува главно седиште на Румелија, а чаршијата го живее својот најголем процвет кога има над 2500 дуќани, магази и работилници групирани во посебни чаршии со над 75 вида занаеди. Чифте Амамот, Аладжа Шарен Амам, или попознат како Дебој, е изграден во 16-тиот, односно 17-тиот век, најверојатно од страна на Ахмет паша, можеби Беглер бег на Румелија. Неговата монументалност, украсеност, нарочно на женскиот дел и куполите со бројни звездички, специфичниот тип на зидарија и така натаму, сведочат за златното време на султанот Сулејман Величенствениот и за класичната отоманска архитектура во Битола. Најубав примерок на класичниот стил во сакралната отоманска архитектура во Битола представува џамијата на Гази Хајдар, каде изградена во 1561-1562 година од страна на битолскиот кадија Хајдар. Иако најмала по димензии меѓу битолските џамии, ја сметаат за дело на големиот Коџа Мимар Синан, кој токму кај ваков тип на џамии постигнал апсолутно совршенство во поглед на конструкцијата, хармонијата на масите и монументалната едноставност. Оваа градба е единствена по тоа што требало да има две минариња,
како и по сочуваниот отворен трем ливан, засведен со 3 слепи куполи. Од 17. век потекнува и познатото Занданкуле, приватна одбрамбена кула, изградена во 1628-29 година во дворот на големиот чифлик на битолскиот муфтија, Каджи Махмуд Ефендија, кој бил учен теолог и писател, дервиш од редот Накшибенди. Ктиторот бил сметан за свет човек, а кулата и нејзината непосредна околина биле култно место каде луѓето палеа свеќи. Неговата голема, приватна библиотека била чувана во кулата се до 1863 година, кога била земена од битолскиот валија Хисени Паша, пошто и се губи трагата. Прошетката по битолските џамии завршува со уч Шејхлер Хамзабег џамијата, односно така наречената џамија на трите шеици, единствената барокна џамија од 17. век. Денес џамијата е реновирана, но за жал без некогашното делумно сочувано сликарство во куполата. Зачувани се само керамопластичните розети, садови, за кои се знае дека се користени во бројни градби не само како декоративен елемент, туку и за термичка изолација и зголемување на акустичноста. Познатиот офицерски дом почнал да се гради во 1911 година во времето на битолскиот валија Абдул Керим Паша, а бил завршен по Првата светска војна. Зградата наликува на палата чија архитектура е карактеристична по мешавината на европски и мозарапски стилски елементи. Овој валија Битола го памети не само како голем европски ориентиран ерудит, туку и по тоа што во негово време се гради офицерскиот дом, театарот, се уредува кејот на реката Драгор и Тумбекафе како излетничко место за теферичи со посебен киоск направен по повод посетата на султанот Решат V во 1911 година. Најавената посета на султанот Решат V ја иницира изградбата на негова резиденција покрај реката Драгор во елитниот дел на градот. Главниот објект во кој бил сместен султанот со изразито убав екстериер, со видливо влијание на европските неостилови, имал ентериер со разнобојни цветни басми над зидовите, многу буљур огледала и лустери. Неговиот харем пак бил сместен во друг приземен објект, а меѓу нив бил изграден мал хамамџик кој постои и денес. Објектот денес е седиште на ректоратот на Универзитетот Климент Охридски Битола. Само неколку објекти погоре стои еден од најрепрезентативните неоренесансни објекти, денешната гимназија Јосип Броз Тито. Овој објект, изграден како приватна семејна куќа на Салипаша, е откупен од државата и во 1892 година беше отворено турско училиште Руждие. Тоа од 1896 година па се до 1912 година е средно училиште со наставен турски јазик. Заради зголемените потреби во 1921 година се изградил уште еден кат со успешно почитување на стилските карактеристики на објектот. Зградата со намена да служи како воена гимназија и дадија била изградена во 1848 година, за подоцна,
во 1909 година да биде трансформирана во институција од повисок ранг, воена академија, Харабие. Од тогаш се до 1974 година објектот има воена намера. Оваа зграда со правоаголна форма и внатрешен двор пацио е изградена во стилот на смирена неоренесанса, а посебна е и по тоа што во неа се школуваше и живееше великанот и таткото на модерна Турција Мустафа Кемал Ататурк во периодот од 1896 до 1899 година. Вредноста на музејот кој е сместен во оваа зграда е уште повеќе зголемена со отворањето на спомен собата на Кемал Ататурк, човек кој достојно ја поведе Турција во новиот модерен свет. Во центарот на градот, на Хамиде Джадеси, односно познатиот Широк сокак, се наоѓа и куќата со европски карактеристики во која живеела неговата голема, неостварена љубов Елени Каринти. Градот Битола продолжува и денес да го негува својот архитектонски израз кој е спој на традиционалното, европското, отоманското, но и на модерното време. Тој треба да биде горд што го зачувал духот на времето, продолжувајќи и понатаму да биде космополитски и конзулски град.